Почитувани членови на Постојаниот комитет на Парламентарното собрание на НАТО, дами и господа, драги пријатели, дозволете ми најпрво да изразам благодарност за можноста да се обратам пред вас денес. Оваа прилика е од особена важност за нас, бидејќи како полноправна членка на НАТО имаме честа да бидеме домакини на ваков значаен настан. Пред само неколку недели нашата нација беше погодена од трагедија која остави длабоки рани во срцата на нашите граѓани. На 16 март, во пожар, во ноќен клуб во Кочани, животите ги загубија 59 млади луѓе, а повеќе од 200 беа повредени. На огромна жал, вчера, животот го загуби и Александар Карадаковски. Лекарите се бореа до последниот момент да го спасат неговиот живот. Битката продолжува. Оваа несреќа не само што ни покажа колку е кревок животот, туку ја истакна важноста на солидарноста и меѓусебната поддршка. Во тие тешки моменти сведочевме на вистинска солидарност од нашите сојузници и партнери. 9 европски држави понудија помош веднаш по трагедијата во Кочани. Европската унија пак, преку механизмот за цивилна заштита, координираше медицински евакуации на повредените до специализираните болници во регионот. Драги пријатели, оваа трагедија ни покажа дека солидарноста не е само збор, туку дело што ги поврзува народите. Таа е темелот на нашата алијанса, принцип што не води во заедничките напори за зачување на мирот и безбедноста. Солидарноста значи дека кога еден од нас страда, сите страдаме. Кога еден е во неволја, сите притрчуваме на помош. Во изминатите 5 години од нашето членство во НАТО активно придонесувавме кон колективната безбедност и стабилност на алијансата. Нашите вооружени сили учествуваа во НАТО мисиите во Косово и Авганистан, демонстрирајќи ја нашата посветеност кон заедничките цели. Ја зголемивме одбранбената потрошувачка со јасен план да постигнеме резултат кој што ќе биде поголем од 2% од нашиот бруто домашен производ, со што ја зајакнавме способноста да придонесеме кон колективната одбрана. Преку организација на вежби за цивилна подготвеност и придонес во НАТО фондот за одговор на пандемии покажавме дека сме подготвени да превземеме одговорност и во мир и во криза. Драги пријатели, во изминатите 5 години значително ја подобривме интероперабилноста на нашите вооружени сили со оние на другите сојузници. Преку учество во заеднички вежби, нашите војници стекнаа искуство и знаење, што ја подобри нивната ефикасност во мултинационални операции. Интеграцијата во НАТО системите за воздушна и ракетна одбрана овозможи подобро споделување на информации и координација, тоест суштинска компонента на модерната безбедност. Во духот на нашата заложба за целосна интеграција, спроведуваме темелни реформи во одбранбениот сектор. Работиме на подобрување на стратешкото планирање, цивилната контрола врз армијата, модернизација на опремата и транспарентност во управувањето со одбранбените ресурси. Обуките се одвиваат според НАТО доктрини, а новите институционални механизми не прават поотпорни на хибридни закани. Сето тоа е одраз на нашата политичка волја и консензусот дека безбедноста и интегритетот на државата се врвен приоритет. Иако сме горди на постигнатото, свесни сме дека патот не завршува тука. Хибридни и сајбер закани, дезинформации, климатски кризи, сите тие бараат постојана адаптација и координација. Продолжуваме да инвестираме во човечки капитал, дигитална отпорност и капацитети за брза реакција. Но најважно од се,
остануваме доследни на вредностите кои не обединуваат демократијата, слободата, владењето на правото и солидарноста. Регионалната соработка е клучна за стабилноста на Балканот. За нас тоа представува одговорност и прилика да бидеме мост меѓу народи, меѓу институции, меѓу визии. Преку иницијативи како Јадранската повелба и билатерални партнерства со соседните држави, вложуваме во безбедноста што не познава граници. Веруваме дека Балканот може и треба да биде пример за решавање на разлики преку диалог и взаемна почит. Дами и господа, нашата татковина во многу наврати ја докажа својата солидарност со останатите држави во светот. И во својот трнлив пат до целта направи многу отстапки, многу одрекувања и многу од нив не идоа на дебата кај граѓаните. Некои внесоа оправдано сомневање, но истравме и ја покажавме својата лојалност кон вредностите, кон кои и понатаму веруваме. Од друга страна, не секогаш го добиваме она што го очекуваме. И таквата лојалност спрема нашите заложби се исполнувала. Тоа е чувството кое го има секој еден кон нас и секој еден граѓанин. Мислам дека е важно да се знае ова. Ниту пак треба да се сокрие ова горко чувство кај секој еден македонец каде и да се наоѓа во светот. Пријатели си помагаат, но и пријатели искрено си ги кажуваат своите чувства и забелешки. Сметам дека треба да се размисли за војдување на механизми, каде нема да се дозволи билатерални спорови да бидат пречка за остварување на колективна и заедничка цел. Ако ние сите заедно чуваме куќата, тогаш и заедно имаме право да си ги кажеме нашите проблеми, разочарувања и очекувања. Ние ќе останеме лојален партнер. И заедно и посветено ќе работиме кон остварување на колективните цели. Сосема на крај. Предизвиците се менуваат. Нашата заедничка решителност мора да остане цврста. Нека трагедијата во Кочани ни биде потсетник дека човечноста, солидарноста и заедништвото се најсилното оружје што го имаме. Нека ова ни биде дополнителна обврска, да бидеме подобри, поблиски и побезбедни, заради граѓаните кои ни ја дале честа да ги водиме. Ви благодарам и посакувам успешна денешна сесија.